Проектот Вардарска долина, кој предвидува изградба на 12 хидроцентрали по течението на реката Вардар, нема да претрпи измени или да биде стопиран поради изградбата на брзата пруга на коридорот 10, соопшти денес министерката за енергетика, рударство и минерални суровини Сања Божиновска. Давајќи отчет за сработеното во првата година од мандатот и воопшто од постоењето на ова министерство, таа додаде дека Чебрен и Галиште останува на врвот на приоритети како и енергетското поврзување со Албанија. Министерствата за енергетика и транспорт и врски се во постојан контакт, а се разгледува можноста за поместување на трасата на брзата пруга при проектирањето. Не сме се откажале од ништо, разговараме со министерот за транспорт и тоа ќе видиме. Мислам дека само се работи на трасата. Значи, од ништо не си имаме откажано, што е за Македонија бенефит. Значи, можно е брзата пруга да се качи горе, а да не... Можно е. Меѓутоа, тоа треба инженери, геолози, геодети да кажат. Работната група експерти формирана од Министерството за енергетика е децидна. Чебрен и Галиште мора да се изведе и најдобро е тоа да биде државен проект. Сепак, Божиновска вели дека станува збор за огромна сума над 1 милиарда евра, дека ќе бара средства од британскиот заем и не ја исклучува можноста за јавно-приватно партнерство. Ние сега проверуваме колку тоа би чинело. Значи, минимум е милиарда инвестиција и бројката достигнува и до милиарди 300 милиони. Најубаво да биде наш, македонски, се сложува, меѓутоа треба да се договориме на крај колку финансии се потребни веднаш, бидејќи тоа е проект што ќе трае 8 години да се гради, значи да видиме финансиски што значи за тоа за нас. Дали пола се плаќа одма, на колку години се плаќа и понатаму ќе видиме дали ќе биде 100% наш или евентуално би било јавно-приватно партнерство. Енергетското поврзување со Албанија и изградбата на далноводот се очекува да почне набрзо по отварање на тендерските понуди. Божиновска кажа дека до крајот на годината очекува да бидат изгласани пакет од 4 закони за обновливи извори, за енергетска ефикасност, за јавно-приватно партнерство, за геологија и рударство, со кој првпат се заштитува македонскиот рубин како национално богатство. Како досегашни успеси ги истакна носењето на новиот закон за енергетика и 10-годишниот план за развој на преносната мрежа, воведувањето на методологија за енергетска сиромаштија и обезбедувањето на забрана за исклучување на струја во зимските месеци за ранливите домакинства, како и кампањата за ваучери за инвертори.